дека ќе се вратиме наназад и повторно ќе имаме тоа што сме го имале, не гледам шанси дека тоа ќе се случи. Добра. Можеме... Ама може да имаме нешто ново, зошто да не? Апсолутно, значи ние можеме да го ублажиме трендот кој што се случува во моментов, ќе продолжи да се случува, меѓутоа може да се ублажи, за на крајот да останеме со одредена популација на земјоделски производители и што е најважно да се одржи одредено количество на производство од аспект, значи земји кои што како Сингапур на пример, имаат сега нова стратегија каде што после ковид сватија дека се 99% од храната ја увезуваат и зависни од волјата на другите земји. Каде што може од X причини да донесе владата одлука не извезуваме и готово, ќе ги чуваме. Да. И они ќе имаат сериозен проблем. Криза, да. Сингапур сега имаат стратегија 30-30, каде што 30% од храната треба да ја произведуваат до 2030 година. И тоа веројатно добро го финансираат. Сепак Сингапур е многу богата држава, ама од тоа што го нудат новите технологии, дали има некои опции за поевтино, поедноставно производство тука кај нас, нешто што може да се прифати или да се почне. Јас гледав една многу интересна иницијатива или нешто што се развива во светов и веќе имаше неколку видеа кои што се споделуваа на големо за ова, која што е врзана со технологија за производство во урбани центри, за да може брзо да стигнува нели овошето зеленчукот веднаш до трпезата. Има најразлични технологии за производство во затворен простор со контролирани услови и со ограничено користење на ресурсите, пример е хидропонијата, каде што истата вода ја прочистуваат па ја користат. Тоа не мора да биде воопшто неорганско производство, може да биде целосно органско, може да се заштити внатре па да има помала потреба од користење на пестициди. Сега ова јас вака како лаик, ама доста се заинтересирав на темава кога нели разговарав, има многу иновации во светот на производството на храна, кои што може би еве за вака мала економија како нас и за млади кои што доста се стремат кон иновации, се повеќе гледаме дека младите ги интересираат иновативни бизнис идеи, сакаат да пробаат да почнат нешто свое, да работат за некој иновативен бизнис и го напуштаат она дека мора да работам во министерство или во голема компанија.